По 100 дена зад решетки поради обвиненија за припадност на турска терористичка организација, Мустафа Илма се врати кај сопругата, а му беше дозволено да се врати и на работа. Но неговите проблеми не завршија. 6 недели по ослободувањето тој исчезна. Неговата сопруга, Сумеј Илмас, вели дека тој пред нивниот дом бил грабнат од двајца мажи. Таа стравува дека тој измачуван од соодветни државни служби. Kimler aldığı konusunda etkin ve etkili soruşturmalar yürütülmediği için ben devletin adını kullanan derin devlet denilen kişilerce kaçırıldığını düşünüyorum eşimin. Илмас е еден од 28 луѓе за кои активисти за правата и законодавци велат дека исчезнале по неуспешниот пуч во јули 2016 година. 25 од нив биле најдени во долг притвор или на некоја планина некаде во Турција, но Илмас и уште двајца се уште се водат за исчезнати. Таткото на еден од нив, Мустафа Тунч, вели: Gözaltı kararı vardı ama yani gözaltı kararı olan insanlar yakalandığı zaman ifadesi alınır. 3 günde, 5 günde neyse. Daha sonra da yargıya teslim edilir. Bizler 3 hafta oldu hala emniyette soruyoruz. Emniyet yakalanmadığını, öyle bir şey olmadığını söylüyor. Активистите велат дека повеќето од нив биле измачувани, додека владата наведува дека има нулта толеранција кон тортурата. 33 годишниот Илмас беше еден од шестемина мажи кои исчезнаа за неколку дена во Анкара, Истанбул, Анталија и северозападната провинција Едрене во февруари годинава. Сите тие беа обвинети за врски со исламистичката организација, раководена од американскиот свештеник Фетула Ѓулен, за кого Анкара тврди дека наредил обид за пуч во 2016 година.